Златната гуска. Беше еднаш еден човек кој имаше 3 сина. Најмалиот го викаа Тапчо. Еден ден посака најстариот син да појде во шумата да насече дрва. Па пред да тргне, мајката му даде да понесе со себе убав колач со јајца и шише вино, за да не биде гладен и жеден. Кога навлезе во шумата, го пресретна едно старо и побелено човече, кој му посака добар ден и му рече: "Дај ми малку од колачот и виното од твојата торба, те молам. Ако ти дадам тебе од својот колач и вино, тогаш мене нема да ми остане ништо. Тргни ми се од пред очи", му возврати умниот син. Па го остави човечето и продолжи понатаму. Тогаш почна да соборува едно дрво, но не потроја долго кога промаши и со секирата се пресече по раката, така што мораше да се врати дома и да ја превие раната. Тоа беше му се одмаздило она побелено човече. Потоа, вториот син тргна во шумата. Исто така, и него го сретнал на старо и побелено човече, па го замоли да му даде парче од колачот и голтка вино. Но и вториот син јасно и гласно му одговори како првиот. Казната не изостана. По неколку удари во дрвото, тој со секирата ја закачи својата нога, па мораа да го однесат дома. Тогаш рече Тапчо: "Татко, пушти ме мене јас еднаш да појдам во шумата и да насечам дрва." На тоа таткото му возврати: "Што се разбираш ти во сечење дрва?" Но Тапчо беше упорен, така што татко му најпосле попушти. Мајка му даде колач, но го подготви само со вода и го печеше во пепел, а наместо вино му даде скиснато пиво. Кога Тапчо навлезе во шумата, и тој го сретна она старо побелено човече, кој го поздрави и му рече: "Дај ми парче од твојот колач и голтка од твоето шише, толку сум гладен и жеден." "Но јас имам само колач печен во пепел и скиснато пиво. Ако ти се допаѓа тоа, ќе седнеме да јадеме", му одговори Тапчо. Тогаш кога седна, но Тапчо го извади пепелавиот колач, тој се претвори во вкусен колач со јајца, а скиснатото пиво во добро вино. Се најадоа, се напија, а човечето потоа рече: "Бидејќи имаш добро срце, со задоволство го делиш она што го имаш, ќе направам да бидеш среќен." Таму стои едно долгогодишно дрво. Собори го и во коренот ќе најдеш нешто. Тапчо појде и го собори дрвото, па во корењата забележа една гуска, чии пердови беа од суво злато. Тој ја извади, ја зеде со себе и се упати во една крчма, со намера во неа да преноќи. Но крчмарот имаше 3 ќерки, кои кога ја забележаа гуската, почнаа да се прашуваат каква чудна птица е тоа. Девојките силно посакаа да имаат неколку златни пердови од гуската. Најстарата помисли: "Сигурно еднаш ќе ми се даде можност да искорнам еден пердов." Па кога Тапчо еднаш излезе, таа бргу ја грабна гуската за крило, но прстите и дланката и останаа цврсто залепени за крилото. Наскоро потоа дојде и втората ќерка, но само што ја допре по старата сестра и нејзе раката и остана цврсто прилепена за неа. Кога дојде и третата со иста намера, сестрите извикаа: "Не приоѓај, не приоѓај." Меѓутоа таа помисли: "Кога тие веќе се приближиле, можам и јас." Па прида, ја допре сестра си и таа остана за неа цврсто прилепена. Наредното утро Тапчо ја зеде гуската, ја стави под рака и го продолжи патот, не обрнувајќи внимание на 3 девојки кои трчаа по него. Тие беа принудени постојано да трчаат по него, час лево, час десно, како што не му одговараше под која рака да ја носи гуската. Среде полето ги сретна еден поп. Па кога ја виде таа поворка, рече: "Срам да вие, безсрамнички, што трчате низ полето по тоа момче? Зарем тоа ви доликува?" И откако го рече тоа, тој ја грабна најмалата за рака со намера да ја повлече и одвои,
но како што ја допре, така и тој остана како прикован, па и самиот беше принуден да трча по нив. Не помина многу време, кога ете го клисарот, кој го здогледа свештеникот како во чекор ги следи трите девојки, тој се зачуди и повика: „Еј, господине, свештенику, каде така трчете? Не заборавајте дека денеска имаме уште едно крштевање. Па му притрча и го грабна за ракавот, но и самиот цврсто се прилепи и остана со нив. Додека тие 5 мина така трчаа еден по друг, наидоа враќајќи се од нива двајца седелани со мотики. Свештеникот ги повика и ги замоли да го ослободат него и клисарот. Тие се согласија, но само што го допреа клисарот и самите останаа приковани. Па сега беа 7 мина кои трчаа по Тапчо и неговата гуска. Потоа Тапчо стаса во еден град, во кој владееше крал, кој имал толку сериозна ќерка, што никој не успевал да ја насмеа. Затоа кралот објавил: кој ќе ја насмее, со неа ќе се ожени. Кога го слушна тоа, Тапчо со својата гуска и оние кои го следа излезе пред кралската ќерка. Кога таа ги виде овие 7 мина како постојано трчаат еден по друг, почна гласно да се кикоти. Тогаш Тапчо ја побара за жена, но на кралот не му се допадна зетот, па рече дека Тапчо прво мора да доведе некој кој може да испие полна визба со вино. Тапчо се сети на она белокосо човече, па појде во шумата да го бара. На она место каде што го собори дрвото, забележа еден човек како седи сиот потиштен. Тапчо го запраша што е тоа што го измачува, на што човекот одговори: „Чувствувам силна жет и не можам да ја изгаснам. Тогаш јас можам да ти помогнам, му рече Тапчо, па го одведе во кралската визба, каде што овој почна да пие не запирајки, се додека не го испи сето вино од визбата. Тапчо повторно ја побара кралската ќерка за невеста, но кралот постави нов услов. Најпрво мора да му донесе друг човек кој може да изеде цела планина леб. Тапчо многу не губеше време, туку веднаш појде во шумата каде на истото она место затекна еден човек кој со кајшот го стигаше стомахот и со жално срце зборуваше: „Изедов полна фурна овесен леб, но што ми помага тоа кога некој е гладен како мене? Стомахот ми е празен, не ми останува ништо друго, освен да го стегам кајшот, доколку не мислам да умрам од глад.“ Тапчо се израдува на тоа, па рече: „Стани и појди со мене.“ Тој го одведе во кралскиот дворец, каде кралот нареди да се собере сето брашно од кралството на куп и од него да се испече многу леб. Но човекот од шумата застана пред купот, почна да јаде и за само еден ден купот исчезна. Тапчо по трет пат ја побара кралската ќерка за своја невеста. Но кралот сега побара лагја која би можела да плови и по копно и по вода. „И кога ќе стасаш со неа, рече тој, веднаш ќе ја добиеш мојата ќерка за жена.“ Тапчо повторно се упати право во шумата, каде најде на она белокосо човече, со кое тогаш го подели својот колач. Човечето му рече: „За тебе пиев и јадев. Ќе ти ја дадам и лагјата. Сето тоа го правам затоа што кон мене беше милосрден.“ Тогаш му ја даде лагјата, која едреше и по копно и по вода. Па кога кралот и тоа го виде, не можеше веќе да не му ја даде својата ќерка. Свадбата беше направена, а по смртта на кралот, Тапчо го наследи кралството и долго поживеа во задоволство и среќа со својата жена.